Топло, а ефтино. Парно грејење, електрична енергија, дрва, пелети или нешто друго. Ова сигурно ви се клучните предизвици секоја година од средината на октомври па во наредните 6-7 месеци, колку што вообичаено трае и грејната сезона. На кој начин го загревате вашиот дом и дали сметате дека тоа ви е наисплатливата варијанта? Последните податоци покажуваат дека повеќе од половината македонски граѓани ги загреваат домовите со дрва, а околу 1/3 со струја или пелети. Најмал е процентот на оние кои се на топлинска енергија или на парно грејење. Упатените сметаат дека поголема инвестиција во енергетски ефикасни постројки нужно бара повисок стандард. На почетокот се скапи, но нивната исплатливост е долгорочна. Грејењето на дрва на прв поглед е наевтино. Во Македонија е евидентно дека домакинствата најмногу користат дрво за затоплување на своите домови. И тоа е наевтино. Ќе се доколку е 3 до 4.000 кубик дрво. Арнома па треба да се знае дека тоа не е нити толку ефтино, колку што се предпоставя. Но кога ќе видите дека тие што купуваат дрво што затоплуваат, генерално затоплуваат една или две простории во својот дом. Но што велат експертите за тоа? Кој вид на затоплување најмногу, а кој најмалку ја загадува животната средина? Негативните ефекти од загадувањето треба да се анализираат локално и регионално. Ако загадувањето при грејењето со дрва е евидентно, со електрична енергија не е видливо кај крајните корисници, туку при производството. Во Скопје ми е многу добро да применам електрична енергија од еколошки аспект. Апсолутно не ја загадува. Немам загадување. Нема никаква емисија, нема никакво согорување, супер. Регионално, производството на електричната енергија која што загадува, а тоа е од термоцентралите, како што се РЕК Битола со 3 блока, или едниот блок во Осломи, или термоцентралата во Неготино, тие имаат емисија на штетни материи, а тоа е пресе пепел, азотни оксиди, нешто и јаглен двуоксид. Поред регулаторната комисија за енергетика, едно македонско домаќинство со просечна потрошувачка на електрична енергија од 210 киловат-часови во висока прва и 250 во ниска тарифа. За сите потреби месечно ќе треба да плати 3200 денари. За затоплување со парно грејење на стан од 50 на квадрати, цената е околу 2000 денари и таа се зголемува со зголемувањето на квадратурата. Цената на огревното дрво, дап или бука по приватните складишта надминува 4500 денари за кубик, а по околу 3500 денари за кубик може да се набави од национални шуми. Дрвото е најкористено за затоплување во Србија, во Босна и Херцеговина исто така се користи дрво, а потоа јаглен и електрична енергија. Нешто повеќе од половина од домаќинствата во Црна Гора користат дрво, исто и во Албанија, а електричната енергија е на второ место. Агенцијата за статистика на Косово пресметала дека над 80% од домаќинствата користат огревно дрво, а 17,8% користат газ.